интересот на јавноста и на медиумите по однос на сите случувања поврзани со актуелниот случај рекет и се тоа што го прави јавното обвинителство во однос на своите законски надлежности. Денеска бев повикана јавното обвинителство како лице од кое што се зима одредени изискувања да дадат одговор на сите прашања кои што беа од интерес на јавното обвинителство за се што е поврзано со случајот, со Народниот сојуз и немам друго што да додадам. Освен обвинителството и јавноста има интерес за некои прашања, какви беа вашите во интерес на истрагата, јас како одговор ако што сум го дала, секако ќе си остане за јавното обвинителство. А седим го може да дадам одговор ако не е. Дали присуствувавте на средбата со Бојан Јовановски за трансакцијата на Силјан Мицовски од 720.000 евра? Значи вака, сите прашања поврзани со Меѓународниот сојуз, облигационите односи што има Меѓународниот сојуз со лица и со фирми, значи лично присуство немам никакво во контекст на она што беше и побарано јавното обвинителство да го дадам како одговор на одредени прашања, кои што може би одат и повеќе од ова што е ваше прашање. Јас нема да можам да дадам одговор, бидејќи е во контекстот на тајноста. Знаевте за сделките, за договорите, кај одат парите од Меѓународниот сојуз? Јас за тие прашања повторно ќе ви кажам, значи се што имав да кажам и на сите прашања кои што имаше интерес јавното обвинителство да добие одговор, ги дадов и како што кажав и на почетокот, уште во моменти кога се спомнуваше од страна на опозицијата моето име во контекст на Меѓународниот сојуз, кажав дека нема ништо против јавното обвинителство да го истражи секој момент поврзан со моето повикување во контекстот на Какви релации имате со Бојан Јовановски преку? Значи така, јас ќе одговорам кратко на ова прашање, бидејќи одека се зборува за конкретен кривично правен настан, не зборуваме за лични релации, ниту мои и ваши новинарки, како што не можам да кажувам ни за никакви други лични релации кои што не се во контекст на кривично правниот настан кој што го истражува јавното обвинителство. Дали може би присуствувавте? Ниту се побарала, ниту... Какви се вашите релации со Катица Јанева? Знаете, прво мислам дека новинарите е убаво да се интересираат за одредени случаи. Јас сега за прв пат имам вака можност да новинар, освен на една новинарка која што побарала изјава од мене во контекст на Меѓународниот сојуз, да дадам за било какво објаснување. Значи, почесното председателство или почесното членство во ниту еден момент не подразбира формално правна обврска за било какво учество и очување во органи и на политичка партија и на невладина организација. Самиот контекст на термин почесно председателство претпоставува и на вас како новинари е јасно дека се дава како еден вид на признание за одредени активности во сфера која што може би допира активности на организација во која што сте прогласени како почесен член. Јас така го подразбирам тоа, затоа што почесно председателство во Народниот сојуз и членство има и други лица кои што во ниту еден момент не учествувале во ништо. Дали може би чувствувате грижа на совест, дали ви е незгодно тоа што бевте член, почесен член на таква меѓународна организација, невладна организација за која што изгледа дека изнудувала пари од бизнесмени? Значи, јас квалификациите за тоа што правел Меѓународниот сојуз ќе ги оставам да ги утврди јавното обвинителство, ниту јас, ниту вие како новинари, не треба да даваме квалификации за нешто на кое што одговор треба да даде надлежен орган. По прашањето на грижата на совеста или грижата, не знам како го формулиравте прашањето, тоа е индивидуална категорија.
категорија на секој поединец и сите ние имаме, да кажеме, и одговорност, меѓутоа и сите ние имаме ситуации кога во животот и другаруваме, и сме во роднинска врска со луѓе кои што можеби сториле или не сториле нешто, а сме се биле во некаква комуникација. Тоа не значи дека тоа повлекува и некаква грижа на совест, особено ако не се однесува со действието кои што се поврзани. Но вашата функција како председател на собранието пратеник, дали била можеби злоупотребена или била свесно користена? Јас вака ќе се воздржам од тие коментари и од тие прашања, бидејќи за дел веќе се разговараше и не сакам да ставам во контекст никого, ниту едно друго лице, кое што во јавноста се позиваше во релации кои што ги имал во случајот со Бојан Јовановски и пак ќе кажам, ниту јас, ниту било кој спомнам, што имаме фотографии со Бојан Јовановски, може да биде прашање на интерес на надлежни институции, меѓутоа не може и не смее да биде прашање на првична осуда. Дали учествува? Дали како пратеник сте донесле веќе одлука како ќе гласате кога ќе дојде на дневен ред разрешувањето на Јана? Значи, ние и како политичка партија и како пратеници немаме дилема дека започнатите постапки и во Советот за јавни обвинители, и во Комисијата за избори и именување, и во Собранието, а се однесуваат за притворената специјална обвинителка, ќе гласаме согласно она што е наша законска обврска да учествуваме во работата на комисијата и секако да донесеме правилна одлука која што е на линија на она што значи одлука и препорака од комисиите и од Советот кои што треба да ги носат и ги носат одлуките или ги даваат предлозите. Во контекст и на нашето појавување во јавното обвинителство, можам слободно да кажам дека ниту еден граѓанин кој што извршува било каква општествена или државна функција не треба да ги избегнува државните институции кои што имаат интерес да дојдат до одредени сознанија кои што може да им помогнат во нивното одлучување, па во контекст на тоа и не гледам причина зошто политичар не би бил повикан да даде било каква информација во јавното обвинителство поврзан со одреден настан и може би тука е и разликата помеѓу оние кои што транспарентно ги водат постапките и сите оние кои што ги избегнуваат и одговорностите да поставуваме соработката со институциите. Ние сме тука, не бегаме. Очекувам собранието во најскор можен рок да го донесе законот за јавното обвинителство, бидејќи таму се решава статусот не само на јавното обвинителство, туку и на други оделенија и на ова јавно обвинителство, за да може непречено да ги обезбеди сите потребни информации, сознанија, процедури и постапки кои што тангираат одговорност на луѓе кои што се обвинени на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа и на сите други форми кои што ќе бидат третирани во Каква беше вашата комуникација со специјалната обвинителка Катица Јанева? Се познавате ли со Зоки Киче, со Урца Камчев, дали некогаш сте се сретнале? Тоа со информација дознавам сите поврзувања кои што вие правите новинар во ова прашање и ќе најодговорно ги демантирам сите овие прашања за кои што значи ги се познаваме колку што и вие се познавате од телевизија. Значи како почетен председател тврдите дека не сте имале никаков углед, ниту сте ги знаеле вистинската стратегија на меѓународниот сојуз и проектите кои биле всушност изнесени. Јас можам во интерес на јавноста и во интерес на новинарите денеска да одговорам на многу прашања, меѓутоа пак и да кажам, сето она што беше интерес на јавното обвинителство, однос на мојата угледа во контекст на меѓународниот сојуз, даден како исказ сред јавно обвинител и
Јас сето оно што да рекли дека дали плодност на тие прашања не ми може Добро, благодариме. денеска да го споделам. Благодарам. Не е тоа наистина овако.